Иницијативата е во центарот на вниманието на европската јавност, а присуството на голем број на официјални представници на земји од ова инаку луксузно одмаралиште предизвика црногорските безбедносни служби да преземат значајни мерки за безбедност за време на дводневниот самит ЕУ Западен Балкан. Настаното го обезбедуваат 1500 полицајци, а јадранската магистрала во делот кај и околу Тиват е целосно прекината за сообраќај. Угостителските објекти се времено затворени, а наредба за привремено отпловување од локалното пристаниште добија сопствениците на пловилата. Полицијата соопшти дека сите активности се спроведуваат во координација со Агенцијата за национална безбедност, Министерството за одбрана и други надлежни институции. Најмногу внимание предизвика пристигнувањето на францускиот председател Емануел Макрон, кој пред црногорските медиуми порача дека допатувал за да ја истакне силната поддршка за полноправното членство на Црна Гора во Европската Унија. Тука сме за да ја пружиме поддршка на Црна Гора и на црногорските власти како би се придружиле на Унијата. Причината за нашето пристигнување е проширувањето со нашата нова членка Црна Гора. Процесот на интеграција ќе ги направи резултатите конкретни. Вашата земја ќе напредува и ќе стане член на нашето европско семејство. Макрон го посети и Цетинскиот манастир, каде беше пречекан од митрополитот Јоаникије. Не помалку интересна изјава даде и германскиот канцелар Фридрих Мерц. Европската Унија мора да покаже дека е способна да се прошири. Тука сме за да разговараме за тоа. Секако постојат низа прашања за кои мора да одговориме заедно, но пред се мора да биде јасно дека овој дел од Европа има европска перспектива и припаѓа на Европската Унија. Фактот што не сме примиле нови членки веќе 13 години покажува дека има недостатоци и од страна на Европската Унија. Токму ова сакаме да го надминеме денес. Учесниците на самитот со жицница беа качени на Ловчан, каде беа послужени со качамак, димено говецко месо, телешки бифтек и палачинки со сливи во супа од лозова ракија. Како да спласна и тензиите поврзани околу пристигнувањето на српскиот председател Александар Вучич, кој само ден предходно посочи дека од српската безбедносна служба бил предупредуван да не патува во Тиват, бидејќи таму неговата безбедност ќе биде загрозена. Вучич пристигна во Тиват и неговата прва изјава беше дека се е во ред и дека е тука за да ја представува својата земја, а кратко по тоа оствари средба со словачкиот премиер Роберт Фицо, кој му порача дека Србија може да смета на безусловна поддршка од страна на Словачка во нејзиното приклучување кон ЕУ. Инаку, црногорските медиуми објавија дека групата од 45 српски државјани на кои не им беше дозволен влез во земјата, посомненија дека се тука за да му дадат јавна поддршка на Вучич, имале платено сместување во луксузен хотел. Наводно сметката за хотелско сместување на групата составена од претежно млади луѓе изнесувала 36.000 евра.